Членовите на граѓанското здружение за здрав живот во Кочани реагираат против смената од функцијата на директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. Тие оценуваат дека се работи за лице кое добро ја вршело својата работа во надлежностите што и се поставени и неразбирливо е зошто се прави ваквата постапка. Па реагираме затоа што имаме причина, затоа што кога бевме во најтешки моменти во нашата борба за чист воздух во Кочани, таа секогаш излаваше во пресред и имаме морална одговорност тоа да го кажеме, да го знаат и граѓаните како на Кочани, така и на Македонија. Ние секогаш ќе поддржиме луѓе што ја работат својата работа без разлика на политички партии ни било какви други определби. Така да ние не се мешаме во нивните кадровски политики, нити не интересира, но само не интересира ефективноста на кадрите кои ќе бидат засегнати со областа која ние ја покриваме, а тоа е чистиот воздух, заштита на животната средина и се друго што нашиот одбор за здрав живот го покрива. Тоа е единствената причина и мислам дека имаме одговорност да го кажеме јавно. Јавноста за тоа и служи, да коригира, да збори и да укажува со свое мислење за корекција на било кои, да кажам, добри или лоши одлуки кои ги донесуваат други луѓе. Од Здруженијето за здрав живот во Кочани сметаат дека Петровска направила повеќе активности во делокругот на работење со кои помогнала во зачувувањето на животната средина во Кочани. Најмногу беше во запирањето на воздушното загадување на загадувачите во Кочани, да не ги именувам поединечно сите фабрики кои беа загадувачи, но од тогаш до сега имаме голем помак во да кажам во чистината на воздухот кој сега го конзумираме. Се уште има многу за корекција, се уште има многу жалби, но беше тргнато во една насока и се надевам дека така и ќе продолжи, дали е тоа со Ана Петровска или без неа, дека ќе продолжи во тој смер и ние нема да се откажеме да дојдеме до финалната цела, тоа е Кочани да живее здраво. Петровска началната позиција во Инспекторатот за животна средина беше поставена во 2020 година по предлог од партијата ДОМ, која е коалиционен партнер во власта. Неофицијално нејзината промена од функцијата е поради внатре партиски недоразбирања, за што предлогот дошол од претседателката на ДОМ Маја Морачанин.